Секојдневниот раст на ковид позитивни во Струмичкиот регион предизвика да се наполни инфективното оделение во Струмичката болница. Таму во моментов се хоспитализирани 20 пациенти со COVID-19, додека уште толку се на дневна болница. Директорката на болницата Катерина Кузмановска вели дека секојдневно расте притисокот од ковид пациенти кои барат лекарска грижа на инфективно, речиси сите пациенти се со кислородна поддршка. Така сега, за разлика почетокот на неделата, веќе сме сабота, значи поминува и оваа недела, бројот на хоспитализирани пациенти расте во моментот, значи капацитетот на инфективно оделение кој што е 24 легла, значи 20 легла ни се веќе пополнети, кои што се хоспитализирани и 20 пациенти доаѓаат на дневна болница за примање на терапија, кои што се со полесна клиничка слика. Од 20 хоспитализирани пациенти, најголемиот дел од нив, некаде околу 18, ни се на кислородна поддршка, некои постојана, некои по време на кислородна поддршка. Значи, нас модуларната болница ни е спремна од претходниот бран. Имаме 34 болнички легла. Ние претходниот пат започнавме да функционираме прво како дневна болница во модуларната, потоа ја наполнивме и беше во цел капацитет во полна со хоспитализирани пациенти и овој пат сме спремни да го прераспределиме медицинскиот кадар и ако имаме потреба да започнеме да функционираме и со модуларната болница. Според Кузмановска, 90% од хоспитализираните пациенти во Струмица не се вакцинирани. Не се исклучува можност ако продолжи притисокот да се отвори модуларната ковид болница, која има капацитет од 34 легла. Таа вели дека засега проблем е медицинскиот персонал кој се реорганизира заради неколку позитивни лекари и медицински сестри. Во Струмичко, според последните информации, има околу 450 ковид позитивни.